велете. Благодарам. Значи, како што кажа и колешката Силвана, мислам апсолутно дека овде нема простор да се отвара никаков проблем или нешто воопшто да се ставаат знакови на прашалници, бидејќи имате 4 амандмани кои што се однесуваат нели на Законот за правична застапеност, за употребата на јазикот. Овие закони си се опфатени со други лекс генералис закони. Јас не сум видела дека во Законот за основање на Универзитетот Мајка Тереза или можеби наназад Универзитетот државен во Тетово постоеле вакви клаузули доколку студент кој што не е од албанска националност би сакал да студира на овие универзитети. Значи, апсолутно, како што ви кажа и колешката Силвана, употребата на јазиците си е лекс генералис. Доколку при уписна година се пријават студенти од албанска, турска националност, апсолутно никаде нема да има проблем, никаде не стои дека е зацртано, не стои во законот дека ќе се запишуваат само студенти од македонска националност. Не знам зошто има потреба ова во амандмани да влегува, кога вакви членови немале законите за основање на Универзитетот Мајка Тереза или еве да речам Универзитетот Тетово. Како што го поздравивме сите отварањето на еден ваков универзитет, мислам дека нема потреба да создаваме проблем. Колешката Силвана, која што е предлагач на овој закон, убаво ви кажа, ако побараат да се запишат да студираат студенти кои што го говорат албанскиот јазик, секако дека тоа ќе им биде овозможено. Благодарам. На албански. Викарешт,